Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Во оваа епизода, како и во сите епизоди, ќе зборувам за нешто кое што мислам дека на многумина може да им биде важно, да им биде значајно, да ги потсети на некои аспекти кои што најверојатно се заборавени. И е епизода која што е инспирирана од сеанса со клиентка индивидуално, каде што исподелив една приказна која што и беше во функција на поддршка и мислам дека е доста важно да ја споделам и со вас, затоа што може на многумина да им биде помош, поддршка, инспирација да се потсетат на некои клучни и важни аспекти кои што се значајни за нивната самодоверба. Пред некое време, година, веројатно, пред година дена или две, малку ми се измешани некако годините како поминува времето, имав работилница, односно создадов работилница за самодоверба, самоуверена, која што многу често ми ја барате да ја вклучам пак, но во овој момент некако сега за сега не знам, може би ќе ја вклучам, ќе ја пуштам, би било нешто кое што е значајно и интересно, но оно за што ја спомнувам е тоа дека додека ја подготвував, многу проучував, размислував, гледав, што е оно што е важно да се знае, за да може некако на најкраток начин, во најмалку информации да се споделат работи кои што се клучни, кои што се важни, да еден човек ги знае, како би можел да работи здраво на својата самодоверба и на својата самопочит. Оно кое што ми беше значајно и кое што во текот на вежбите и целата таа на себе рефлексија која што ја правев и размислував кога сум се почувствувала јас прв пат посамоуверено или поуспешно или добро или едноставно кога имам некои помнења дека нешто добро сум направила. Тоа е една приказна која што ден денес ми е врежана во главата, а оно кое што го знам како психолог е дека кога има емоционален набој, било да е позитивен многу или негативен, тоа се работи кои што мозокот ги памти. Не е нешто кое што е тешко објасниво или не знам, нема некоја страшна позадина, тоа е едноставно, тоа е една невропсихологија каде што се лачат допамин, окситоцин, тие се активираат и тоа создава или позитивно или негативно врежано искуство. Нема некоја голема филозофија, едноставно ние реално затоа и најмногу памтиме негативни работи и затоа многу често на психотерапија луѓето некако се фокусираат на негативното и поентата на тој негативен или позитивен мајндсет е баш тоа, дека реалноста е ние ги памтиме за жал или за среќа најчесто негативните работи. Меѓутоа, кога се станува збор за самодовербата и кога треба да почне да се работи токму на самодовербата, важно е да се нагласи дека на неа за да се работи мора да се стави фокусот, односно да ако ништо друго во поле на интерес, ние да размислуваме на позитивните работи. Односно позитивните искуства, позитивните подкрепувања, пофалбите и сите оно кое што нам ни донело, да кажам, искуства кои што не оформиле такви какви што сме, меѓутоа позитивни искуства, затоа што самодовербата ја врзуваме со нормално позитивни искуства. Односно работи кои што ги правиме добро и она чувство дека ние можеме да си се потпреме на себе си и знаеме дека нема да се изневериме во XXX ситуации. Сега, сакам да ви раскажам една приказна. Пред многу години, не знам кога било, меѓутоа мислам дека беше негде во почетокот на пубертетот, кога па и најниска беше самодовербата кај мене. Имаше една аргентинска, шпанска, не знам каква беше серија, која гледал ке му текна, Rebel the Way, млади бунтовници, и имаше песни кои што јас ги знаев сите на памет. И тоа зборев шпански, значи, понекогаш кога го враќам тоа време, сега ми е смешно, меѓутоа кога ќе се вратам колку всушност се уште не барем мене, ама знам дека и на многу луѓе кои што ги гледале тие серии, колку ни останат се уште јазикот и колку всушност лесно се учи јазик и може да се учи преку игра или преку нешто што ни е забавно. И знам дека не само што ги пеев песните, туку и ги разбирав песните. Сега не сум некоја добра пејачка, но ми беше многу важно, имав многу голем мотив да ги научам и да ги знам изборовите и да ги поврзам и така натаму. И знам една жена
Јас пеев една песна, баш беше од Млади бунтовници, и песната ден денес ја памтам, и ден денес мислам дека го знам текстот, значи толку многу сум ја повторувала, меѓутоа се седевме, таа една куќина пријателка, и знам дека се сврти, ме слушаше како пеам, јас не сум добар пеач, ушите ја заболеле, меѓутоа ми рече, леле Елена, па како ти знаеш да ја пееш таа песна? Па како си ги научила зборовите? Може ли да ми ја преведеш? И јас знам, ја преведов така полна со себе. И ми рече, вау, како си успеала тоа да го научиш? Па тоа е многу добро. И сега, затоа што сум возрасна, например, ми е смешно, затоа што понекогаш знам јас да направам така вау за нешто што е толку многу во наводници мало, нели, за децата. Меѓутоа, мене во тој момент толку многу убаво се почувствував, толку многу ми беше драго, толку многу се вцрвенив од да речеме задоволство, тоа беше дека вау, па ете јас во нешто сум добра, значи јас сум успеала да научам на памет некоја песна таму, да знам да ја преведам, да знам што значи да ја пеам и едноставно тоа да биде некој мој поле на интерес. Интересното не е приказната. Приказната не е воопшто интересна. Интересното е што јас ден денес ја памтам и што токму таа пофалба, која што била толку мала, која што најверојатно било некој буквално момент на... Јас сум свесна колку тоа им го правам на мали дечиња сега и колку некогаш дури не придавам значење, го правам тоа механички, автоматски, го правам тоа за да се поврзам со нив, значи нема некоја кузна каква филозофија. Меѓутоа, колку да било тоа мало, таа жена ми донела мене многу самодоверба. Интересно ми е затоа што таа жена во текот на незиниот живот беше екстра успешна. Меѓутоа, кога зборам екстра успешна, зборам на вистина многу над просекот. И сега не зборувам само во однос на финансиски, кој што било далеку над просекот. Далеку над просекот, туку зборувам успешна во смисол на среќна семејство, добар брак, издржан брак, значи и покрај се што да речеме има секакви уверувања и слично, тоа било жена која што навистина живеела живот каде што одржала пријателство, одржала врски, одржала брак, одржала деца, одржала радост, задоволство, одржала здравје, значи можам да ја вметнам, нели, во повеќе полења како успешна жена и тоа го гледам денес, бидејќи најверојатно некаде низ текот на годините и со самата помисла дека таа пофалба дошла токму од таква жена, која што јас многу ја перцепирам како успешна и како добра и како некоја која што служи за добар пример, најверојатно тоа само го подкрепило уште толку, односно дала уште толку поголема самодоверба и поголема тежина на таа пофалба. И ова ми стана многу интересно и е нешто кое што навистина сакав да го споделам, затоа што сакам да те повикам да размислиш кои личности остануваат врежани во твојата психа или останале врежани во твојата психа и зошто е важно ние да бидеме тие личности за некого. Јас ова многу сакам да го нагласам, затоа што од една страна дека работиме на себе во ред, да работиме да видиме кои се нашите, нели, аспекти на кои што треба да поработиме, да доработиме, да ги зајакнеме и така натаму, а од друга страна да станеме некој кој што ќе му помогнеме на другиот да расте, ќе му помогнеме на другиот да се чувствува добро, да има самодоверба, да е радосен, да поминат 30 години и да рече, еј, тогаш таа тетка вака и вака ми кажа и многу ми помогна, ми го развесели животот, ме поддржа во најтешки периоди во животот, се сеќавав на незините зборови, колку да биле тие мали. Тоа е беззначаен збор, тоа е нешто што подзело неколку секунди од незиниот живот, тоа секако ќе ги поминала во нешто. Меѓутоа колку останале. И тука ми е многу важно да споделам неколку аспекти, а тоа е дека од една страна сакам да те повикам да размислиш на такви делови од себе, затоа што, односно на такви пофалби и личности кои што ги памтиш, бидејќи тоа е нешто кое што може многу да ја поддржи твојата самодоверба уште веднаш, каде што доколку ти си запишеш и се присетиш на барем една таква ситуација, доволно е да те држи во периоди кога ти е тешко или во периоди кога самодовербата ти паѓа, за да можеш да се подкрепиш на едно чувство кое некогаш си го почувствувала.
А од друга страна, сакам да споделам за теоријата на огледало, односно на тој начин на кој што ние се гледаме себе си, кој што се формира преку начинот на кој што исто така и мислиме дека другите не гледаат. Сега, една реченица од некој наш што не гледа со почит може да стане дел од нашиот идентитет и тоа не е малку да се знае. Односно, оваа информација не е само добро, супер, Елена, фала ти многу што ни кажа. Што сакам да кажам? Ова информација која што јас сум ја знаела многу долго време. Каде што, како другите не перцепираат, тоа може да стане дел, односно најчесто станува дел од идентитетот како и ние се перцепираме. Сега, што е трикот тука? Многу често се учиме да отрпнуваме, меѓутоа да отрпнуваме нели од тоа како не гледаат некои личности кои што не можеме да ги избришеме и не треба да ги избришеме од нашиот живот и не мора да ги менуваме. Меѓутоа, овде што е важно? Овде е важно да се запрашаме со кои личности ние навистина сме обкружени. Затоа што ако луѓето околу нас делуваат како наше огледало, не само што ни го рефлектираат нели светот, туку и ни покажуваат кои сме, кога ние сме обкружени со луѓе кои што не ценат, несвесно почнуваме, кои што односно не ценат, несвесно почнуваме да се преиспитуваме, да се смалуваме, да се ограничуваме, да стануваме во негативна смисла на зборот скромни, односно мали, да се потиснуваме, да не зборуваме за нашите успеси, да немаме чувство на самодоверба. И тука не само што самодовербата нели се руши, туку малку по малку исчезнува. Значи тоа не е нешто што наеднаш се случува, бидејќи понекогаш на почетокот знаеме да си нормално си имаме одбранбени механизми. Па добро, сега па таа не е среќна, па добро сега таа имаше проблеми на работа, па добро сега не е добро, еве да речеме не може нешто да постигне или не може да го има ова или така натаму. И ние многу често знаеме да ги оправдуваме другите и да наоѓаме оправдување за нивниот начин на кој што не гледаат, на кој што се однесуваат со нас. Но кога тоа трае предолго, тоа е самодоверба која што се суши во тишина. Односно која што на долг рок, на неколку години, тоа не мора да значи дека ќе биде утре, последен месец, туку после неколку години нема да може да растеме. И зошто ја снимам оваа епизода? Затоа што и покрај тоа што ова ми е 14-та, мислам дека 13-14 година на која што работам на себе, јас ова го знаев во пракса, ова е нешто кое што го практикував, кое што го гледав, меѓутоа сепак некаде во мојата глава се уште се држев или сум се држала за личности околу мене кои што знам дека не ме ценат, не е дека сум ги држала во животот, ама пак сум се држала за некој очекување, за некоја љубов спрема нив, за некоја разбирање на нив. И покрај тоа што многу често сум знаела да зборувам, нели, да кажувам на оваа тема и да ова го споделувам со другите, и свесна сум дека за 5 години повторно ќе дојдам со некоја ваква тема и ќе видам некое место, нели, кое што не сум го видела. Меѓутоа, последниот период беше за мене многу освестувачки, затоа што ова беше најважното нешто кое што, да речам, ми стоеше како пречка, и кога работев и кога се присетив на таа индивидуална средба нова и кога претходно, да речам, седнав и запишав и рефлектирав на што сум работела јас последниот период, па дури претходната епизода со Комелијата, доколку не сте преслушале, преслушајте ја веднаш, затоа што едно со друго се поврзани на некој начин. Па дури препорачувам прво таа да се ислуша па после оваа епизода, затоа што она сушност која што јас сум го правила е дека понекогаш луѓето околу нас на многу мали начини не ценат или не ги цениме. Без разлика, може да сме од другата страна, каде што па е важно да се запрашаме зошто го правиме тоа и дали е тоа здраво и дали е нормално и дали е убаво да бидеме во таква средина. Меѓутоа, кога не ценат, кога се чувствува некое чувство на зошто не сум цената, зошто не ме ценат, да се докажуваме и да правиме, тоа е токсичност. Не од нивна страна, тоа е токсичната релација, тоа е токсичноста во самата релација која што ја гуши самодовербата. Но, кога ние сме со луѓе кои што не почитуваат, кои што ја препознаваат нашата вредност и не бараат да бидеме совршени, бидејќи да се разбереме, ние не можеме да бидеме совршени во секое поле. И тоа е една од наредните епизоди кои што ќе го снимам. Каде ние имаме многу голема вредност, а каде немаме, каде е важно дека ние сме нели луѓе и се надополнуваме едни со други. Не можеме сите да сме добри во се. Кога сме ние со тие луѓе обкружени кои што ја препознаваат нашата вредност,
таа вредност почнуваме и ние да ја чувствуваме. И тука, ако те повикам да се присетиш на некој момент каде што си била обкружена со личности кои што знаеш дека те ценат, те почитуваат, макар една личност, макар некоја баба, некоја стара баба, некоја тетка, не мора тоа да е не знам какво друштво. Сети се како таа баба, тетка, стринка те вреднувала и како ти почнуваш да се вреднуваш во тој момент. Односно, како е тој принцип на гледало се доживува и се чувствува. И колку твојата вредност расте, туку расте твојата самодоверба, задоволство од себе, љубовта према себе, љубовта према другите луѓе, довербата во човештвото, довербата во добрината кај другите луѓе. Наспроти, сета спротивност која што може да се доживува и да се чувствува. Сега, некогаш не е дека ние сме ја поседувале предходно таа, вредност и сме ја чувствувале толку силно, туку конечно некој ни ја потврдил. И тоа е во ред, затоа што ние живееме во заедници. Да, не треба да зависиме само од потврдата на другите и така натаму, меѓутоа реалноста е дека важна е и како потврдата од другите дека сме на добар пат, или дека не вреднуваат, или дека вредноста што ја даваме е добра и дека е значајна. И тоа е многу важно. Ние не можеме комплетно да се откинеме од другите и се сами да правиме, затоа што па и тоа е на некој начин уште потешко и уште би рекла болно и не толку здраво за една психофизичка благосостојба. Ако те повикам да се запрашаш кој тебе те пофалил и не си го заборавила никогаш, сега сакам да те повикам и да се запрашаш кога сум била јас таа што пофалува и како тоа влијаело на другиот. Затоа што секој ден ние имаме шанса да бидеме таа личност за некого, да му го смениме доживувањето за себе, да направиме да се чувствува подобро, повредно, да ја види својата вредност, да ги види своите силни страни, да види некои аспекти од него кои што можеби не ги гледа. Да, јас секако дека не станав професорка по шпански, меѓутоа во тој момент го видов мојата капацитет да бидам упорна, да бидам доследна, да бидам некоја која што е интелигентна, која што учи, која што е паметна, која што истражува. Мислам, во тоа време да се разбереме, лирикс не се вежбаше да пишеш и да туку буквално мораш цело време да стопираш CD-то или касетата и да запишуваш кој што кажува и како кажува. Мислам, може би имаше интернет тогаш, ама мислам дека преку телефон го приклучувавме, така што не било нешто кое што било баш достапно како што е сега. И тоа е нешто каде што ја гледам, мојата упорност, начинот дека јас ќе најдам начин како ќе го исполнам тоа. И затоа колку и да звучат мали, колку и да се некои работи мали од оваа гледна точка, од перспектива на возрасен, провери дали денес имаше шанса да бидеш таа личност за некого која што никој нема да ја заборави, дали ти ќе станеш мојата тетка Верче, која што ден денес ја памтам што ми кажала и какво признание ми дала и најверојатно никогаш нема да ја заборавам до крај на животот, затоа што и после толку години тоа е толку живо сеќавање. И ќе бидеш ли ти тетка Верче на твоето дете, на твојот партнер, на твојата пријателка, на твојата колешка, колега, на твоите родители, на твоите браќа, сестри, значи ќе бидеш ли таа која што ќе биде светлост и која што ќе биде помош и поддршка во нивниот раст, или ќе бидеш таа која што ќе ја намалува туѓата вредност? И тука ми е многу важно да те повикам на едно вакво движење, на едно ваква промена, затоа што исто така, самодовербата расте кога знаеме дека некаде даваме многу голема вредност. А како возрастни нам ни е многу веќе јасно и можеме некако свесно да ја подкреваме таа самодоверба, односно свесно да знаеме што правиме, сами да рефлектираме, сами да се користиме со таа една метакогниција, односно размислување за нашите мисли. И често мислиме дека треба да направиме некоја голема работа за да оставиме трак, а всушност најчесто доволно едно искрено те гледам и ова го правиш толку убаво, или денес си толку многу убава, или имаш многу убав глас, или зборуваш многу убаво, мирисаш многу убаво и така натаму. Затоа, ова е една порака од мене до тебе која што ме слушаш, да бидеш тетка Верче во нечи живот и да после 30 години да некоја
некоја личност, без разлика дали е маж или жена, те спомнува, те споделува и бидеш пример кој што нема да е пример само за Елена, туку ќе биде за многу луѓе кои што го слушаат овој подкаст. Така што ти благодарам, тетка Верче, за една реченица која што можеби не си ни свесна дека си ми ја кажала, а еве денес се претвори во една лекција која што ја слушаат многу, на кои што се надевам дека им е потребно и кои што се надевам дека ќе ја проширите понатаму кон сите ваши блиски и дека никогаш нема да сопре тој ефект на бранување кога правиме мала добрина и истата се шири. Ти благодарам што остана до крај на оваа епизода и се слушаме во наредната. Поздрав!